Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Витаминка убедливо на врвот по приходите во кондиторската индустрија во Македонија. Бактеријата Салмонела е официјално потврдена како причина за масовното труење со храна во прилепската компанија Микросам. Јавното комунално предпријатие Комуналец постави уште 10 континери на нови локации за селекција на стаклена амбалажа во Прилеп. Вечерва ново музичко доживување во рамки на проектот Од нула до култура со бендот Side Quest. Вечерва и утре на сцена 105 во Цепенков ќе се прикажува театарската представа Повик. Времето денеска претежно сончево со услови за дожд во попладневните и вечерните часови. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Прехранбената индустрија Витаминка е убедливо најголемиот играч во кондиторската индустрија во Македонија според анализата на порталот Пари врз основа на податоци од бизнис мрежа. Компанијата во 2025 година остварила приход од 77,3 милиони евра, што е раст од 26,74% во однос на 2024 година, кога приходот изнесувал 61 милион евра. Тоа значи дека само Витаминка учествува со речиси 40% во вкупниот приход на сите компании од оваа анализа. Оваа позиција не е случајна. Витаминка е еден од најпрепознатливите македонски производители со долга традиција и производи што со години се дел од секојдневието на потрошувачите, од стоби флипс преку цевитана до широката палета на солени и сладки производи. Компанијата одамна не е само прилепска фабрика, туку еден од најсилните домашни брендови во прехранбената индустрија. На второто место е Мак Прогрес од Виница со приход од 41,4 милиони евра и раст од 15,45%. Трета компанија по висина на приходот е Свис Лион Агроплот од Ресен со 15,7 милиони евра, но со пат од 7,42% во однос на 2024 година. Бактеријата Салмонела е официјално потврдена како причина за масовното труење со храна во прилепската компанија Микросам, при што се разболеа 44 вработени. Заболените работници конзумирале макарони со изварка јајца, оброк што бил подготвен од кетеринг фирмата Рустика. Од вкупно 58 лица кои го консумирале истиот оброк, кај 44 се појавиле симптоми на труење, а 6 од нив се хоспитализирани во Прилепската болница. Кај дел од земените биолошки примероци, лабораторски е потврдено присуството на салмонела. Надлежните органи веднаш реагираа, по кујната на кетеринг фирмата Рустика, како и мензата во Микросам, се затворени до завршување на инспекцијските проверки и добивање на конечните резултати од микробиолошките анализи. Инспекцијските служби продолжуваат со истрагата за да се утврдат сите околности и евентуални пропусти во подготовката и чувањето на храната. Ова е уште еден случај што ја актуализира потребата од построга контрола на безбедноста на храната во колективното исхранување. Граѓаните и компаниите се повикуваат на зголемена предпазливост при изборот на кетеринг услуги, особено кога се работи за поголеми групи. Покрај постојните 44 локации, Пакомак и јавното комунално предпријатие Комуналец поставија дополнително 10 иглу континери на 10 локации за селектирање на стаклена амбалажа. Стаклената амбалажа повеќе не смее да се одлага со останатиот отпад. Во Прилеп сега има 54 локации или скоро на секоја фреквентна улица може да се одложи овој неразградлив отпад. Од Комуналец упатуваат посебен апел до угостителските објекти, стаклената амбалажа задолжително да ја одлагаат во иглу континерите или хорека системот кој е добро познат на угостителите.
Најважно е што стеклената амбалажа повеќе не смее да завршува на депонија или сврлена во природа. Стаклена амбалажа, како што се стаклени шишиња и тегли, не смее да се одлагаат во домашната канта за селекција, туку во континерите за селекција на отпад низ градов и никако во континерите за мешан комунален отпад, посочуваат од јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп. Вечерва ново музичко доживување во рамки на проектот Од нула до култура. На Камената бина со почеток во 21 часот ќе настапи прилепскиот панк-рок и поп-панк бенд Side Quest, млад состав кој со својата енергија, талент и авторски пристап го гради своето место на македонската алтернативна музичка сцена. Бендот Side Quest од 2023 година е дел од македонската алтернативна музичка сцена, а моментално го подготвува својот прв деби албум. Зад себе веќе има објавено авторски сингл, песна посветена на фудбалскиот клуб Победа и современа преработка на македонската народна песна Ако одам во Битола. Бендот има настапувано како предгрупа на повеќе познати домашни состави, а беше и финалист на фестивалот за млади бендови Loser Fest. Театарската представа Повик, која што е независен проект, ќе се изведе денеска 9 и на 10 јули од 20 часот на сцената 105 во Центарот за култура Марко Цепенков, театар Војдан Чернодрински во Прилеп. Автор и режија на представата е Јован Ристовски, а костимограф Марта Дојчиновска. Во представата играат Марија Стефановска, Катерина Аневска, Николе Стефанов, Маја Андоновска Илиевски, Наталија Ристеска и Марија Талеска. Повик е приказна за современиот уметник, раскажана низ судбината на една млада сликарка која се обидува да ја пронајде вистината во светот во кој уметноста се почесто станува производ, нарачка и кич. Временска прогноза. Времето денеска претежно сончево со мала до умерена облачност предпладне, а попладне на одделни места се очекуваат пороен дожд и грмежи. Во Прилеп сончево со мала до умерена облачност, проследено со слаб до умерен ветер од северозападен правец, со максимална температура до 26 степени и со услови за пороен дожд и грмежи попладне. Утре и во сабота времето ќе биде сончево и топло, со мала до умерена облачност, со слаб до умерен ветер од променлив правец. В недела ќе има услови за нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен ветер, претежно од северозападен правец. Од понеделник следува период на претежно стабилно и топло време. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. 2026.